Македонија и Кучани не изгубија само синови и кирки, тие ја изгубија иднината, порача собранискиот спикер Афрем Гаши на комеморативната седница во собранието по повод годишнината од трагедијата во Кучани. Тој побара од правосудните органи професионално да си ја завршат работата, бидејќи само правдата и вистината може да донесат мал спокој за семејствата и за општеството. Гаши порача дека трагедиите не смеат да се злоупотребуваат за политички поени и да прават раздор, туку се моменти на сплотеност и хуманост. На седницата беа претседателот на владата, шефицата на државата, речиси сите министри и пратеници, отсуствуваше само лидерот на СДСМ Венко Филипче. Само правдата и вистината можат да донесат мал спокој за семејствата и за општеството. Ги охрабрувам сите институции на правдата својата работа да извршат професионално и овој предмет точно да ги адресира грешките и виновниците за оваа трагедија. Тоа е единствениот начин да се ублажи болката на оние што ги загубија своите најмили, но и лекција дека спроведувањето на законот во нашата држава е обврска од која никој не е амнестиран. На седницата беа присутни родителите на жртвите. Дел од нив беа незадоволни и скоментираа зошто во говорот на Гаши не се споменати со име и презиме нивните деца. Овој чин е многу задоцнет, но важен бидејќи покажува трагедијата во Пулс не е само семена болка, туку институционална одговорност. Затоа очекуваме институциите што поскоро да ја преземат својата одговорност и конечно да има вистинска правда, како што кажа и претседателот Гаши. Владата во наредните денови ќе организира и конференција на која учество ќе земат сите надлежни институции, медицинари од дома и од земјите кои ги примија повредените, представници од меѓународниот фактор, како и сите оние кои помогнаа во процесот на заздравувањето на повредените. По трагедијата се отворија неколку судски постапки. Веќе има 2 активни судења во кои се судат сопственикот на локалот и членови на семејството, поранешни инспектори, директори, градоначалници и министри, како и полицајците кои вечерта биле на лице место и биле задолжени за работата и безбедноста на дискотеката. Во чест на жртвите во Кучани и Штип се прогласи 3-дневна жалост. Во Кучани организирана 3-дневна програма за одбележување на годишнината од трагедијата која ја организираат општина Кучани и родителите на загинатите деца.